Ова видео немав намера да го снимам, меѓутоа, како што некои од вас знаат, доколку не пратат на Facebook и на Instagram, Pixplus организира наградна игра во која што секоја недела 3 фотографии се одбираат од Instagram, кои што имаат хаштаг PixPlusPrint и добиваат бесплатен принт, испечатени на најдобриот Canonов принтер на Canonова фотохартија. Прво да кажам дека пријатно сум изненаден од бројот на фотографии кои што беа тагирани на Instagram, значи не треба ништо да плаќате, само пишете хаштаг PixPlusPrint и јас и комисијата секој понеделник ги прегледуваме фотографиите кои што се тагирани со PixPlusPrint и од тие одбираме 3 најдобри, од кои што првата и втората да бидат фотографии направени со фотоапарат, а за третата, доколку има некој пријавено, гледаме да одбереме фотографија која што е направена со мобилен телефон и на тој начин да му покажеме на тој фотограф со мобилен телефон дека можеби е време да го преземе следниот чекор, односно да се префрли на дигитален фотоапарат. Во многуте фотографии што ги прегледавме, има одлични фотографии, меѓутоа има и многу добри фотографии на кои што им фали многу малце за да станат одлични. Баш поради тие фотографии решив да дадам неколку совети или насоки со кои што фотографите кои што ги направиле тие фотографии, следните фотографии ќе ги направат уште подобри и таман сега за денови на македонската фотографија ќе имаат што да приложат, што да покажат и со што да се надпреваруваат меѓу другите фотографии. И да ве потсетам, претплатете се на каналот PopPhoto.mk на YouTube, пратите го Pixplus на Instagram и на Facebook. Ќе има наградни игри, поинтересни, поголеми. Меѓутоа и оваа со секоја недела 3 принта вреди да се прати, вреди да се учествува, ништо не губите. Најбрзиот фотограф со тагирани фотографии PixPlusPrint беше Здравко 1918. Тој има многу добро око, меѓутоа во нашиот допис му посочив дека можеби треба малце посуптилно да го користи HDR ефектот и заситувањето на боите, бидејќи сепак иако природата знае да даде некогаш волку раскошни бои, ние ваков светот не го гледаме. И еве малце со мало намалување на сатурација и вибранс, веќе добивме некоја пореална слика на овој предел од Дојран. А Здравко како најбрз фотограф ќе добие почесна награда за оваа негова фотографија и таа ќе му биде испечатена. Иако тој малце ги појачал трските со HDR, некако ми е најсуптилна и идеме понатаму. Кај оваа фотографија, ова е ноќното небо, меѓутоа со многу силен блиц, изгорени се гранкиве и се добива нека нереална површина. Односно во гранките немаме никакви детали. Миланов пиксел, можам само да му дадам совет, блицот да го користи на минимална снага или да се оддалечи од гранките, бидејќи во овие гранки нема никакви детали. Апсолутно се изгорени. И поради од блесокот на блицот, што го користел блиску до фотоапаратот, ни се јавува овој флер овдека, од левата страна. Така да добра е насоката, ноќната фотографија апсолутно не е лесна. Кај оваа фотографија, јакото сонце, фотографот го искористил и ја направил црно-бела, што е многу добро размислување, бидејќи многу често се случува ако сте во некој град да не можете да чекате да има заеди сонце, изгреј сонце или некакви рефлексии, него ли мора да го искористите моментот тука и сега. Единствена моја замерка во оваа фотографија е што ми фали нешто мене на овој мост. Ја би почекал некој пешак да помине, бидејќи вака окото ни иде во далечината, меѓутоа нема на што да застане. Ова фотографија е многу интересна, пред се респект за дечките кои што се спуштаат со точаците по овој терен и јас единствено кој оваа фотографија само би го одсекол овој светол дел кој што ми го одвлекува вниманието од главните ѕвезди во оваа сцена, односно од велосипедистите. И би добил вака нешто. Before and after. Со фотографирањето на велосипедите и на овој мопед во движење, фотографот под псевдонимот FD Фотографи дава да знаење дека одлично може да го користи ефектот на панирање на објекти во движење, што не е така лесно, бара доста вежбање, но и во овој случај малце би ја кропнал фотографијата, бидејќи има многу празен простор овдека и доле и горе. И го ставил вака, малце би ги подигнал сивите тонови и малце би ја подосветлил. И како што може да видите, веќе имаме поизразено моторче. Тие црните елементи лево и десно не ни го одвлекуваат вниманието. Еве го before, каде што може да видите дека е потемно и после. Во секој случај, фотографот одлично се ја знае работата со панирање и со фотографирање на возила во движење.
Ова е многу интересна фотографија од FD фотографи, меѓутоа тука ми недостасува елементот на некоја скала, човек, автомобил, за да можам јас да знам што гледам. Можеби гледам песок во кој што си играле деца, можеби гледам огромен простор во кој што работел некој багер, само тоа ми недостасува, иначе доста интересна, доста е графичка. Кај фотографиите од I Am Official Photography, освен капките вода кои што се убаво отсликани на листот, ми недостасува еден дел кој што ќе ми го задржи моето внимание и ќе го разбие ова вака сивило од зелена боја. А тоа е овој цвет овдека или барем оваа пупка овдека да биде малце поизразена. На тој начин ќе има елемент во фотографијава што ќе ни го задржи вниманието. Ова фотографија е многу интересна, меѓутоа јас тука бидел по-крупно, би ставил некоја диагонала. Меѓутоа со дечињата кога ги фотографирате не можете да планирате, бидејќи нивното внимание ќе ви биде на вас посветено не повеќе од 2 секунди. Фотографката Мери Бошковска се издвои малце со своите фотографии во изборот за оваа недела на фотографии, бидејќи имаше доста мотиви кои што и мене ми се познати, меѓутоа се гледа дека и посветила доста време на временскиот период кога да ги прави фотографиите, на композиција. Така да ова е една интересна фотографија од нејзина страна. Кај оваа фотографија на Мери Бошковска, ја би го кропнал оној десниот дел кој што некако ми виси и ми е многу празен простор и би ја стегнал оваа фотографија вака. На овој начин автомобилот и пешакот се во некој баланс. Коки има добро око за фотограф, меѓутоа за овој поглед или треба го направи во црно-бело, бидејќи го сликал сред ден и више ја гледам измаклицата тука по планините. Ако го направи црно-бело може да се извади од лошото светло што е тука, или пак треба да дојде на сабајле или навечер, за да може да извади максимум од овој предел. Има многу фотографии од Козјак направено, од одлични фотографии, можете да ги погледнете како мотив, да видите дека за добра фотографија навистина или треба да имате среќа, или треба да бидете упорни. И сега, како што реков, фотографката Мери Бошковска се истакна малце со низините фотографии и ова е една од фотографиите која што ми фати мене око, меѓутоа втората фотографија ми се виде како поцелосна, бидејќи тука го имавме и предниот дел со диагонала, ова делче тука кој што навлегуваше во самата композиција и за разлика од овој дел, ова ми беше некако поцелосна и ова е фотографијата што ја одбравме како најдобра фотографија за оваа прва недела и која што ќе биде отпечатена во димензии 60:45. Оваа фотографија на ова маче од Амада High Photography е многу добар портрет. И сега не ќе да бидеме ние клише како еве мачење ово оно, меѓутоа многу е добро осветлено. Еве може да видиме дека има и позади едно светло кое што ја одвојува главата на мачето. Ајде да не речам Рембрандт светло, пошто на маче не знам колку може Рембрандт светло да се направи, меѓутоа имаме оваа страна со сенки, во која што има детали, има убава винетка и ова маче го освои третото место. Кај оваа фотографија би сакал да ви напоменам дека програмите кои што ги користите за обработка на фотографии на вашите мобилни телефони многу ја намалуваат резолуцијата на фотографијата. Така да оваа фотографија има негде околу 270 килобајти и резолуција од 92 пиксела, тоа значи дека многу тешко ќе се направи голем принт, но ние ќе дадеме се од себе за да отпечатиме оваа фотографија како што треба. Така да не заборавете, чувајте си ги оригиналните фотографии и ако ги обработувате на апликација на вашиот мобилен телефон, не ги бришите, бидејќи на вашиот компјутер може да извадите многу повеќе детали, а со тоа ќе можете да си дозволите и поголем принт. Но доколку не сакате да печатите, користете ги слободно и постирете на Instagram, Facebook и на другите. За да се направи оваа фотографија што има направено фотографот Џаховски Зоран, треба навистина да бидете искусен фотограф, бидејќи во овој случај капката што паднала во течноста доле и се кренала нагоре е удрена од друга капка која што паѓа. Ова бара и добар тајминг. Некои фотографи користат и специјални уреди со чија што помош капките на правилен начин се пуштаат во одреден интервал, дури не се наштелува да се добие оваа композиција тука. И покрај тоа што ни го привлече вниманието, ние овдека не можеме да видиме дали е во фокус или не е во фокус. Така да и оваа е во тие најдобри неколку фотографии, меѓутоа не доби доволно гласови за да биде една од трите наградени, но јас би го охрабрил Зоран да хаштагира некоја друга фотографија, каде што ќе може да се увериме дека навистина све е како што треба. Многу тешка изведба,
многу тешка реализација, значи ова бара искусно око, искусен фотограф и добра припрема. Оваа фотографија од Владо Крстевски фотографи не може ни еден човек да го остане равнодушен. Оваа фотографија е совршено изведена. Значи кај оваа фотографија светлото е одлично. Све ни е тука во фокус и сега доколку оваа фотографија била наменета за реклами, тоа би била идеална. Меѓутоа, доколку сакаме да направиме некоја уметничка фотографија, тогаш јас во оваа фотографија не сакам све да ми биде во фокус. Например, во оваа фотографија единствено што би сакал јас да биде во фокус, тоа се рацете и мешето од мајката. Другото би сакал да биде некако како изблурирано, односно би користел објектив со 1.4 бленда или 1.2 бленда или можеби 1.8 бленда, за да не ми биде секаде фокусот, и би користел винетка за да ги смирам овие ивици и да ми биде моето внимание насочено баш во централниот дел од оваа фотографија, односно во мајката и мешето во кое што ние сите знаеме дека се наоѓа едно бебе. Така да ова е одлично извршена фотографија, фотографот има и опрема и знаење, и во оваа фотографија ми вали малце момент на сон, да го наречам, или приказна. Јас би ги смирил овие ќошови и малце би ги затемнил и прстукот со градите и главното внимание би го насочил на мешето и рацете. Фотографот под псевдонимот Миланов Пиксел има добро око, меѓутоа ја би се доближил малце поблиску до водата и малце подолу, за да може оваа линија да ни дојде на средина, бидејќи кога правиме некоја рефлексија, добро е линијата на двоење на реалниот свет и рефлексијата да биде на средина. У секој случај, добра фотографија која што може да биде многу подобра. Кај овие кончиња тука, јас само би прекадрирал, односно би фатил дел од ова конче што паси тука треба и овој тука убавец што не гледа и би го прекадрирал на овој начин. На овој начин овие грмушки тука што ни го одвлекува вниманието више се трнати на страна и супер би било кога би ја виделе главата на кончево, значи ни фали туку уште еден сантим од оваа фотографија. Оваа фотографија на фотографот Миро е многу добра, многу интересна. Ја 100 пати сум поминал тука, не сум го приметил овој детал. Единствена работа поради која што не освои награда е тоа што овој дел овдека е премногу празен. Јас би почекал неколку минутки, од пешачкиот тука сигурно ќе поминат луѓе и во овој дел овдека би чекал некои од пешаците да поминат и тогаш би ја направил оваа фотографија. На тој начин окото, освен со оваа златна боја што е обкружено, ќе има и плюс елемент на скала на луѓето, да видиме кукави се, што се, како се, а и оваа овдека Best Western малце би ја скинал. Во секој случај, добра стрит фотографија на Миро. Кај оваа фотографија немам никаква замерка. Тодоров фотографи има фатено многу интересен момент, меѓутоа ништо не ми го привлекува окото тука и white балансот му е некако стаен на автоматика и затоа снегот е сив. Обично кога се фотографира снег, треба малце за пола бленда, не знам со што фотоапарат има фотографирано, за пола бленда да се покачи осветлувањето за да добиеме бел снег, а не сив снег. Ево го како изгледа. Пред, потоа. Значи многу мала за пола бленда зголемување на осветлувањето и веќе е пожива фотографијата. Тука би ги чепнал малци сенките за да го отвориме овој дел од десната страна. И тоа би било тоа. Ова е на старото пристаниште во Охрид фотографирано и доколку е фотографот Фото.Г.Акт од Охрид, тогаш може да издвои и друг ден каде што ова небо би имало или некое облаче, или би почекал малце за да се појави на охридско црвенило. Овој дел овдека е многу добро осветлен, само во небото ни фалат малце некои детали. Иначе познат мотив и јас сум бил клекнат тамо да добијам нешто, така да Охрид секого го инспирира, а има што да се покаже. Оваа фотографија е одлична, но единствено што ми пречи е оваа црнава површина тука, некако ми го одвлекува вниманието и јас само би ја скратил малце, да го нема тој светлиот дел и по мене ова би било финалната верзија на оваа фотографија. Оваа фотографија од фотографот Василевиќ
од Србија по грешка стигна на нашето надпреварување, бидејќи тој не живее во Македонија, не можеше да учествува, меѓутоа сакав да прикажам затоа што е многу добро средена после тоа со бои, со смиреност, со неутралност и со експозиција, како и самиот момент каде што овие тројца пензионери се движат во паркот и си го поминат времето. Кај НП фотографи, оваа фотографија ми го привлече вниманието, бидејќи жената во капото тука е многу мала, само малце бија кропнал. На овој начин веќе е постегната фотографијата, моето око ја прати оваа диагонала и иде кај жената, единствено јас би ја отворил блендата максимално што ми дозволува мојот објектив и на тој начин позадината на Трговскиот би била изблурирана и истото важи и за овие луѓе позади. И кај снегов само би додал пола бленда осветлување за да вратиме малце живот, да не биде тоа сиво све. Оваа фотографија ни го привлече вниманието на прв поглед, меѓутоа има неколку технички недостатоци поради кои што не се пласираше во тие кои што освоја награда. Како прво можете да видите дека фокусот не е на пешаците кои што ни се во прв план, туку е на автобусот. Фокусната точка е во автобусот. И исто така моја препорака е да се внимава на луѓето кои што ни влагаат во кадарот, така да оваа девојка овдека да не биде пресечена во ногата, неголи малце требало подесно за да биде целата опфатена. Во секој случај има добро око овој фотографка и препорачувам да продолжи и понатаму да фотографира, но да обрне внимание на фокусните точки, на кого фокусира и на луѓето што и се во кадарот. Оваа фотографија на Зоран е интересна, меѓутоа поради овие две девојки тука, не ми личи дека оваа девојка сериозно медитира, најверојатно само позира за да се искористи моментот на зајдисонце и да се направи интересна фотографија. И во овој случај, овој простор од левата страна ни е празен и ни тежи и јас би ја прекадрирал оваа фотографија на овој начин. И на овој начин оваа фотографија е постегната, покомпактна и поинтересна за барем за мене. Тука може веќе да видите дека на овој начин веќе јас можам да поверувам дека девојка дошла да медитира на зајдисонце. За разлика од претходната верзија каде што стојат двете другарки од десна страна и ја чекаат да се стигне. Во секој случај добро око, меѓутоа поише вежбање. Небојша бил на убаво место, добро ја извршил својата техничка работа, меѓутоа мене ми недостасува тука некој камен, некои паднати листови. Јас во овој случај би се наведнал и би побарал нешто во долниот дел тука, гледам дека е есен, дека сигурно има тука многу жолти листови, само би го прекадрирал од пониско и на тој начин овој дел овдека да не ми биде како неодреден и празен, него ли да има некоја точка на која што мојот поглед ќе застане и од тука ќе тргне цела она приказна за овој водопад кој што е навистина прекрасен. Ми фали тука малце осветленост, но добро око Небојша прати нови фотографии. Едно од најтешките работи за фотографирање се децата. На мојата веб страна пишува дека сакам да ги фотографирам најбрзите нешта на светот, а тоа се децата и автомобилите. И во овој случај Дарко има направено многу добри фотографии од оваа мала принцеза тука. Само доколку рачињата не беа пресечени во овој кадар, односно фотографијата беше до тука некаде, оваа фотографија ке беше прво место, бидејќи фотографот Дарко го доловил вистинскиот карактер и личноста на оваа мала принцеза. Така да, Дарко, следниот пат кога ќе фотографираш деца, знам дека не е лесно, внимавај на тие детали и ќе имаш феноменални фотографии. Ова локација ми е многу добро позната, најдобрата фотографија од Охрид што е направена помеѓу ова дрво од десна страна и другото дрво од лева страна, горе качен на куќичката за наблюдување. Така да, мислам дека беше Александар, така да на овој фотограф му препорачувам има око, меѓутоа треба малце жртва да се направи, да сиди или порано или навечер. Јас таа фотографија направив од Сабајле, бидејќи при изгрејсонце златната боја на зраците го избои цел Охрид и Охрид беше златен. Панов Трајче има добро око, меѓутоа малце треба да поработи на композиција, односно или малце да се поднаведне. Оваа фотографија му е доста смирена и евентуално само јас би ја отворил блендата на максимална вредност за ова све назад да не ми одвлекува внимание. И би се наведнал малце подоле. Одлично око, одлична изведба, добри облаци, Трајче хаштагира и други фотографии, имаме време, мислам дека некоја и ќе биде испринтана.
Оваа фотографија ми е доста интересна од Дарко, меѓутоа главната поента се овие црвени ракавици кои што се издвојуваат од цела оваа околина, ма тие не ни се во фокус. Би му препорачал на Дарко следниот пат да фокусира во нив, на тој начин тие и овака ни привлекуваат внимание и ние кога ќе ги видиме и тие дека се во фокус, ќе знаеме дека тие биле главната цел, а не овие црно-бели перничња каде што фокусот ни е некаде на средина. Така да, Дарко, имаш добро око за детали, меѓутоа малце со композицијата поработи повеќе. Се надевам дека ви се допадна ова видео во кое што јас ве советувам на кој начин би можеле да ги подобрите вашите фотографски способности. Доколку ви се допаднало, добро би било да напишете во коментар да знам дали да продолжам со оваа анализа на вашите фотографии. Никого не сакам да навредам. Мојата прва презентација во фотоклубот Елема од фотографиите што ги имав јас направено, кога ја прегледуваа моите пријатели, ми рекоа дека од сите фотографии тука најдобра музиката која што идеше у позадина, а тоа беше Буена Виста Social Club. Меѓутоа тоа мене не ме фрли у депресија или ме разочара, туку ме натера да продолжам да читам, да посетувам обуки, курсеви и да постојано да се надоградувам како фотограф. Така да и ова видео ја има за цел таа работа, да ви помогнам вие како фотограф да се надоградувате, да можете вашите фотографии да ги правите подобри и подобри, а на тој начин, од кога ќе ги испечатите фотографиите, да може да уживате во нив уште долго време вие, вашите пријатели и вашето семејство, и заедно да го правиме тоа што сакаме најмногу да го правиме, а тоа е да фотографираме. Пратете не на YouTube, на Facebook, на Instagram. Кликнете еден лайк ако ви се допадне и се гледаме во следното видео. Чао!